Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, со кој границата за плаќање во кеш од 15.000 се спушта на 2.000 евра, ќе го уништи бизнисот, реагира Стопанската комора на Северозападна Македонија. Бараат да се одложи примената на овој закон, за да има време компаниите да се подготват, а граѓаните да се информираат. Велат, малкумина знаат дека нема да можат да купат во кеш ниту телевизор, ако тој чини над 2.000 евра. Лути се дека од ова се иземени казината и обложувалниците кои се потенцијална опасност токму за перењето пари, а со Европската директива која се имплементира и кај нас, требаше да бидат најмногу засегнати приредувачите на игри на среќа, а не компаниите. Велат дека нашиот закон е најрестриктивен, зашто прагот за плаќање во готово во директивата е поставен на 10.000 евра. А анализата што ја направила комората пак покажала дека тоа е прагот и кај земјите членки и кај кандидатите за влез во ЕУ. Од практичен аспект, за бизнисот ваквите рестриктивни правила и драстичното намалување на прагот на плаќање со готовина од 15.000 на 2.000 евра значително ќе го отежнуваат бизнисот во земјата. Ова констатација произлегува од анкетата спроведена од страната на секторот за истражување и анализи во СКСЗМ, каде што од резултатите произлегуваат дека 86,7% од членките сметаат дека ова примена на законот ќе ја отежне работата на бизнисот. Компаниите и банките сами ќе треба да се ги проценуваат клиентите дали се ризични од перење пари или финансирање тероризам. Реагираат и на астрономските глоби предвидени со законот. Имаме глоба во износ од 80.000 евра, пак за физичките и правните лица, глоба во износ од 5.000 евра, 30.000 евра, пак глоба во износ од 12.000 до 15.000 евра. Значи, скоро секоја компанија во Македонија е изложена на ризик да не ги исполнува обврските од овој закон и да се казнува. Реагираат и на астрономските глоби предвидени со законот кои изнесуваат од 5.000 до 80.000 евра. Инаку банките веќе испратија известување за промените до сите клиенти. Така политичари, министри, пратеници, градоначалници, односно сите носители на јавна функција во земјава, како и нивните блиски роднини, нема да можат да направат ниту една трансакција во банка, додека не потпишат изјава дека се носители на јавна функција или дека се некако поврзани со нив. Истото важи и за фирмите, односно додека не ги откријат вистинските сопственици на компанијата нема да можат да бидат нивни клиенти. Банките и за едните и за другите ќе утврдуваат дали има ризик кај нив од перење пари, па дури потоа ќе оценат дали ќе ја продолжат соработката со нив. Инаку законот предвидува од јуни наредната година прагот за плаќање во кеш да се намали на 1.000 евра, а наредната на 500 евра.